Представувам изминато деноноќе продолживте да се обидувате да обезбедите двотретинско мнозинство за законот за обвинителство. Имате ли? Има ли денеска седница на влада? Добро, уште еднаш да напоменам, овде ни се европските пратеници кои што се со нас. Европа чека да има дадена уште една причина повеќе, уште еден аргумент повеќе. Сите сме во исчекување на одлука која што е многу значајна. 15 години нашата земја е кандидат за членство на Европската унија и конечно да го направиме чекорот, да исчекориме со добивањето на датум за почеток на преговорите. И ако се работи за вака историска можност, наистина е вредно да направиме се, да дадеме аргумент повеќе. И председателот Макрон, и канцеларката Меркел, и другите лидери, сите од Европската унија да имат аргумент повеќе кога ќе седнат и да носат одлука за датум за почеток на Република Северна Македонија во Европската унија. Затоа уште еднаш во овие последни моменти пред евентуално донесување на одлука на владата на предлог на Министерството за правда, а тоа е потврдување и усвојување на законот за јавното обвинителство и негово пуштање во парламентот, да повикам на разумност и одговорност од сите политички структури во парламентот, сите политички партии, да навистина донесеме оваа одлука. Конечното решение ги офаќа предлозите кои што дојдоа од работните групи. Во тие предлози вграден е нормативот на години стаж на јавниот обвинител во јавното обвинителство за организирање криминал, употребата соодветно на езиците во државата, соодветно сите сугестии кои што дојдоа од Алијанса на албанците, од Алтернатива, од БЕСА, сето тоа што го разговаравме е потврдено и веќе вградено во самиот закон. Благодарение на независната пратеничка група се вградени механизми кои што верувам ги стават сите во посигурна состојба за да има едно вакво законско решение, а секако тоа е дека незаконските прислушувани материјали од периодот 2008-2015 година не може да бидат основа за обвинение. Се знае кога се употребуваат тие индици. Целосно е регулирано во законското решение што со предметите до 36.2017, што со истрагите после 36.2017 година. Влегувањето на сила на самиот закон ја потврдува и преземањето на нашата обврска како парламентарно мнозинство, а веруваме дека ќе бидеме и парламентарно мнозинство во периодот кој што предстои пред нас, а тоа е веднаш после парламентарните избори, конституирањето на парламентот и формирањето на владата, да го пуштиме новиот закон за кривична постапка, кривичниот закон, на него работат германските експерти, тоа е во финална фаза, ќе можеме веднаш да го пуштиме во процедура, тоа значи јавна дебата и стручна расправа во државата и најбрзо можно негово донесување, односно донесување по неполни 2-3 месеци, веднаш после изборите и формирањето на владата. Верувам дека сите овие денови кога разговараа работните групи, се вклучив и јас, разговарав со сите, буквално ги вградивме сите елементи. Чичко Бранко Маноловски синот ја потврди дека се врати од Америка, тој не беше исто така тука, разговарав лично со него, разговараа Дуи нормално, тој е Дуи пратеник, и верувам дека правиме се, прво парламентот да работи во полн состав, односно да бидат сите тука, за да можеме да очекуваме повеќе од 80 пратеници или од најминималното двотретинско мнозинство да биде обезбедено во овој закон. Ако ме прашате директно дали имаме бројка, не можам да ја кажам. Не можам да ја кажам заради тоа што денеска сите ќе ја видат конечната верзија на законот со вградените сугестии и предлози на сите пратенички групи и секако согласно тоа ќе се изјаснат. Имаме 3 дена дебата која што трае, верувам дека пратеникот Артан Груби веднаш уште во понеделник ќе ја свика дебатата за да може да се дискутира по самото законско решение, но сакам да знаат сите дека зборот кој што сме го дале и за периодот после изборите остануваме на самиот збор, во делот на продолжување на реформите и правосудството и сето она што е врзано со таквото законодавство поврзано со правосудството, но сето тоа кое што представуваше сериозна доблес во работа со стручните луѓе од европската делегација овде и со американската амбасада создадовме решение кое што верувам заслужува консензус во парламентот. Уште еднаш ја користам приликата да испратам директна покана до господинот Мицковски и повик ВМРО ДПМН да учествува во овој закон заради тоа што се што бара во овој период сум сведок јас, низ разговорите кои што беа веќе 2 години се случуваат веќе вградено. Вградено имаме законско решение кое што дефинитивно ќе помогне на нашата земја на патот кон Европската унија, но дефинитивно ќе им помогне на нашите граѓани да дочекат час поскоро, ден поскоро, месец поскоро
правна држава која што сите ја очекуваме. Има седница на влада? Денеска е планирано да има веќе седница на влада за да можеме да ги фатиме последните 3 дена, како што е согласно законите со европско знаме, да може да завршиме дури и навремено со распуштењето на парламентот. Секако владата зависи од премиерот Спасовски, јас разговарам со него. Денеска после овие конференции поруче ќе се случат уште неколку средби, разговори, телефонски комуникации со се. Верувам дека вечерва ќе може да се одржи седницата на владата, за да може да се усвои ваквото предлог законско решение и да се испрати до парламентот, за да може од утре, од почетокот на работењето на парламентот, да може да се сработат сите постапки во парламентот. Што ако поднесе ВМРО ДПМН 1000 амандмани? Затоа и преговаравме пред усвојување на влада, за да нема отварање на амандмани во парламентот на кои што може да се поднесуваат амандмани. Меѓу другото реков дека парламентот може да го одложи своето распуштање ако некој се обиде да направи филибастеринг или блокирање на одредени законски решенија. Но секако парламентот се распишуваат изборите од страна на парламентот веќе на 12, верувам председателот Джафери тоа ќе го направи, за да нема дилема дека изборите се на 12 април. И од тука нема мрдање од самите позиции. Но верувам дека ги отклонивме и сите можности за блокирање преку амандмани, со тоа што правевме напори сите заедно да разговараме уште пред усвојувањето на законот во владата, а пред неговото усвојување од владата да бидат вградени веќе сите сугестии на работен начин преку предлози, наместо преку амандмани после во самата комисија.